стеканам во срце. Отвори ми ги очиве, да те гледам најаве. Отвори ми ги ушите, да те чујам, Исусе. Добро утро, Татко мој, чедо Божјо, син сум твој. Со тебе можам да направам се, со тебе можам да издржам се, со тебе можам да победам се. Победи ме, Исусе, со тебе можам да направам се, со тебе можам да... Таму горе, в небеса, Царство Божјо ме чека. Тивко пеат ангели, љубов Божја се точи љубов Божја, пеат ангели. И ти прочистен, осветен, осветлен, роден во дух, вратен во твојата изворна љубовна природа, се враќаш кај Таткото Небесен, ако го сакаш тоа. Нели тој вели, барајте го најнапред Царството Божјо и се ќе ви се придодаде. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што и денеска и во секој миг си во моето срце, што ме научи како да повикам кон Тебе, Татко, погрешив пред Тебе и пред небото, да го воспоставам, да го возобновам односот дете на земјата и татко на небесата, да го примам Исус во духот, во срцето, ја тресам камерата, да го примам Исус во духот, во срцето, за да можам да бидам во сила од десната страна, да се спротиставам на сатаната во пустината, на преминот од Египет во ветената земја, да ги исчекорам чекорите на евнухот од Египет во Израел, да се поклонам, да го читам наглас Словото, да признам дека не знам сам, да дојде Филип да ми сведочи, да го прифатам тоа, да се прашам што ме спречува да се крстам, ако срцето ти е право, и најсетне Филип да го снема, и јас останувам сам во татковата љубов, да можам да ги исчекорам тие чекори. Го нарекуваат лукавиот. И тој има многу стратегии лукавства да те одвлечка, да те оттргне од Исус, да те искрши од коренот. Внатре има боја, ми е грлото. Испарува се уште мачкани се паркетот. Видите, да те искрши од коренот на стеблото. Едно од неговите лукавства е квасот фарисејски. Малку негов лажен квас во умот го скиселува целото тесто. Говориш, а не извршуваш. На Мојсеевиот стол седнаа фарисеи и садукеи. Тие говорат, а не извршуваат. Знаеш за Исус, спасен си во Исус, крстен си во Исус, мислиш дека си во Исус, а не си. Не ја извршуваш љубовта, немаш сила да ја извршиш љубовта и не зборуваш, не разгласуваш, не сведочиш за Господ Исус Христос, не само со зборови, со постапки, со односи, со дела, нели? Не зборуваш што направил Господ Исус Христос за тебе. Не да кажеш дека тој умре, плати за нашите греови. Твојот личен пример, словото на своето сведоштво, каков си бил, каков си сега во него, со него, дали се срамиш од него, дали се промени вистински или си живееш по старо.
Дали си гологлав, своеглав? Дали си жена во црквата, телесен верник? И затоа треба главата на жената да биде мажот некој старешина. Срам ли ти е од Исус? Се срамиш ли од Исус, од Него? Се плашиш да зборуваш од Него, па во љубовта страф нема. Кој се бои не е совршен во љубовта. Те сакам, Господ Исусе, се плашиш кога ти дал, например, 2 души да се овоплотат, ти дал 2 деца, давам пример само, кога светот те убедувал дека не си плоден, дека не можеш да добиеш дете, дека си неплоден, имаме неколку случаи, и ти молчиш, се срамиш, не сакаш, немаш сила да исповедаш, тоа. Не е Исус во твоето срце, немаш дух, за да се прослави Таткото Небесен во тебе, Исус Христос. Кој те спречува? Што те спречува, ој Исусе и само Исусе, да те врзува, да бидеш и да не бидеш свекник на светлина на светот, сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот, нели, како што вели во Филипјаните 4:3, значи да сакаш да работиш за Исус, да го бараш Царството Божјо, да не бидеш повеќе слуга, да бидеш соработник, сотрудник Божи, пријател Божи. Зарем ќе се криеме, плашиме, срамиме под свекник и виде Бог дека светлината е добра и ја оддели Бог светлината од темнината. 1 Мојсеева 1:4. Дали си ти светлина, бегаш од светлината, или си темнина, Бог ќе ја оддели светлината од темнината и темнината не може да ја опфати светлината. Светлината ќе биде одделена и одделена од темнината, бидејќи светлината ја осветлува темнината, и ако ти побегнеш и не слушаш, дали Таткото Исус ти дарувале нешто, а ти се срамиш, било да е исцеление, било да е промена внатре во тебе, ослободување од пранките на сатаната, се плашиш, не сакаш да сведочиш, да го осветлиш тоа и Исус да се прослави во тебе, значи, како ќе бидеш, кој врви по мене, нема да оди во темнина, вели Исус. А ти кај, по кого врвиш, по светот ли? Светото писмо е осветено, не ако го зборуваш, изговараш, цитираш, туку само ако го живееш, ако живува во тебе. Затоа тој вели, словото убива, а духото животворува. Само тогаш е живо во тебе и ти си осветлен во него. Не да го знаеш во умот Светото писмо, податоци, приказни, голи бројки, кај се наоѓа тој стих, да те осветли тебе во твоето срце, да го живееш, да го разбираш. Исус да направат со Отецот сокровиште во тебе, Исус да подслони глава во твоето срце, Матеј 4:8-7. Ги нарекува пород на змијата, породи змиини кои бегаат од светлината, не сведочат, се срамат од Исус, од гневот што иде. Породи змиини. Кој е тој гнев? Па отплата ти поминува времето. Зошто си ти паднат на земјата? Може би мислиш дека немаш грев. Грев е кога не го љубиш братот свој. Направете плод, исповед, сведоштво. Свекник, достоен за покаяние. Признај каков си бил, раскажи го тоа до крај, не се срами. Си имал ова, си имал тоа, си се развел, си се фатил, си се родил, си се умрел, си воскреснал. Кажи се. Си пиел, си се дрогирал, си бил блудник, кажи се. Вие сте светлината на светот. Секое дрво, сотрудник, што не дава плод, светлина, се сече и се фрла во оган, Матеј 4:9. Се однесува и на тебе и на мене. Дали даваш плод и си светлина на свекник? Вие сте светлината на светот. Не може да се сокрие град што се наоѓа на врв планина, ниту пак светило се пали и се става под поклопец, туку на свекник. Тоа си ти.
да им свети на сите вкуки. Така треба да свети пред луѓето и вашата светлина, за да вашата приказна со Исус, за да ги видат, дознаат вашите добри дела во Исус и да се прослави вашиот Отец кој е на небесата. Матеј 5:14-16. Видете, ти се срамиш да сведочиш, ти немаш дух. Тоа е квас фарисејски, те лаже сатаната. Ти знаеш, ти си спасен, си седиш, не те интересира. Мојот народ гине од незнаење. Светлина за телото е окото. Каде ти гледаш? Кого го гледаш? Кого го следиш? И така, ако твоето око биде чисто, и целото твое тело ќе биде светло. Значи, кон што гледам? Кон што сум насочен, сосредоточен? Кон Исус или кон некој друг? Ако пак твоето око биде лошо, ти си гледаш своето. Целото твое тело ќе биде темно. И така, ако светлината во тебе што е во тебе, самиот здив дух, самиот живот е темнина во тебе, колкава ли, каква ли ќе е темнината 6:22-23. Ти треба да се радуваш, да зборуваш за Исус, да те одврзе, имаш нем дух и тој не се истерува со ништо освен со пост и молитва. Ти мораш да се прилепиш до Исус, да примиш сила. Кој ги слуша и исполнува овие мои зборови, ќе го споредам со мудар човек кој си изградил куќа на камен. Дали изгради куќа на Исус на тој темел? Исус во и со Исус, Матеј 7:24. Кој не ги слуша, живее, сведочи, осветлува неговите зборови, е глупав човек. Куќа на песок 7:26, ќе дојде сатаната со искушение и ќе се урне. Дали се срамиш да сведочиш јавно за Исус? Па побарај помош од Исус, бидејќи не сте вие што ќе говорите. Духот на вашиот Отец ќе говори преку вас, Матеј 10:20. Тоа е она што постојано го зборуваме, да го научиш тоа, сотруднику. Духот да зборува, ама да му дозволиш, мораш да го отвориш срцето, да се исчистиш, да примиш сила. Ако не говорите, немате дух, не сведочиш, немаш дух и така имаш дух на овој свет и не можеш да подучуваш тогаш. Немој да полагаш раце, ќе те фатам и ќе те фрлам во оган. Кој вели тоа? Духот, не јас. Ќути барем, седи тамо и ќути. Жена нема право да зборува и да действува во црквата. Ти не си сведочиш, се срамиш и така тоа што ви го говорам во темнина, додека се уште беше во темнина, додека те избавуваше, кажете го на видело, додека ти го немаше тоа, ти го даде тоа чудо да го кажеш, ти не го кажуваш јавно. И она што ви се шепоти, кога го дознаваш, разгласувајте го од покривите 10:27. Дали го правам тоа или се срамам од Исус? Матеј 25:1-13. 5 девојки имаат масло, 5 девојки немаат масло. Тие се неразумни, немаат дух, немаат светлина. Исус им вели на оние без масло: вистина ви велам, не ве познавам. Пазете го тој мој. Лошиот слуга фрлете го во крајна темнина. Матеј 25:30. Ти си секако во темнина, не си излегол да бидеш свекник, ти си останал во темнина. Добар слуга е оној што вика, сведочи, свети во пустината. Матеј 26:21. Сите вие ќе се соблазните поради мене уште оваа ноќ. Зашто е напишано: ќе удрам по пастирот, Исусе те сакам, и овците ќе се разбегаат. Од 6 до 9 час настана темнина по целата земја. Матеј 27:45. Ќе настане повторно темнина. Нема да можеш да работиш. И ако го немаш духот и силата, готов си, синко. За Исус лицето му беше како молња, облеката бела како снег. Матеј 28:30. Го поместив ова во една представа: олесни, разреши, прости, додека се уште ме учеше Таткото небесен преку Исус. Да се соединам, да се вратам во таа љубов, да ме подготви да бидам сад за негова употреба, тој да говори низ мене. И кога ќе оде овие стихови, слегуваше сила, представата се викаше олесни, разреши, прости, и таму во еден момент ја раскинувавме во името на Отецот, така велевме, тогаш знаевме така, не викавме во името Исусово, како што сме читали и слушале по православието и протестантите и католиците, што велат Отецот, Синот и Светиот Дух. Не, во името Исусово ја раскинуваме македонската клетва за самоуништување.
Те сакам, Господи Исусе Христе. Дали бегам од светлината и од Исус? Оти делата ми се лоши, темни, човечки, и така секој што ќе ме признае мене, Исус вели, пред луѓето, јавно, светло, сведоштво, ќе го признаам и јас него пред, те сакам, Господи Исусе Христе, пред Отецот кој е на небесата и ангелите Божји. А кој ќе се одрече од мене, се срамиш, се плашиш пред луѓето, и јас ќе се одречам од него пред мојот Отец кој е на небесата. Матеј 10, 32, 33. Лошиот слуга се фрла во крајна темница. По делата ќе ги познаете. Те сакам, Господи Исусе Христе. Лукавиот сака да те замолкне, да те опфати во темнина. Свето писмо те осветува само ако го живееш. Шепотиш, светиш во тебе, тоа значи Исус да му го дадеш твоето срце, да примиш сила и да речеш: бегај од мене, Сатано, во името Исусово. Јавно ќе зборувам за Исус и покрај се. Прво Солуњаните 5 глава. А за времињата и часовите, колку време имаш на земјата, нема потреба да ви се пишува. Сеќаваш ти дека ти минува времето, бидејќи вие самите многу добро знаете дека Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќно време. И додека уште велат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе ги снајде пропаст и не ќе можат да избегнат. Но вие, браќа, сотрудници, не сте во темнина, или сте во темнина, се срамите ли од Исус? Се срамиш ли од Исус? Се плашиш ли? Во љубовта страв нема, та денот да може да ве затече како крадец, бидејќи сите вие сте сите синови на светлината и синови на денот. Ние не сме синови на ноќта, ниту на темнината. Кој врви по мене ќе оди во нема да оди во темнина и ќе има светлина во животот, вели Исус. Дали одиш по Исус или по некој друг? И така да не спиеме како другите, туку да бидеме будни и трезни, зашто оние што спијат, но ќе спијат. Оние што се опиваат, но ќе се опиваат. Ние пак како синови на денот да бидеме трезни и облечени во оклопот на верата, оклоп на праведноста. На друго место го вели: не осудуваш никого, правдата е негова штитна вера, и љубовта победува се, покрива многу гревови. Шлемот на надежта за спасение. Секоја мисла е покорна на Исус. Јас не зборувам, тој зборува низ мене, зашто Бог не определи не за гнев, туку да добиеме спасение преку нашиот Господ Исус Христос. Татко, во името Исусово, така се вели, кој умре за нас Исус, да ние да живееме заедно со Него, заедно. Те сакам, Господи Исусе Христе, било кога сме будни или кога спиеме, легнувам, станувам и заспивам, зашто Исус ме чува. Поради тоа, утешувајте се меѓу себе и надградувајте се еден со друг, онака како и што правите. Последни препораки и поздрави, и ве молам, браќа, да ги уважувате оние што се трудеа меѓу вас, што ви проповедаат и ве водат во Исус, во Таткото, и оние кои ве утешуваат, и кон нив да имате преголема љубов заради нивното дело. Живејте во мир меѓу себе. Браќа, ве молам, поучувајте ги неуредните, утешувајте ги малодушните, подкрепувајте ги слабите, бидете долго трпеливи кон сите. Гледајте никој никому да не враќа зло за зло, туку секогаш барајте добро еден на друг и на сите. Радувајте се секогаш, молете се постојано, благодарете за се, зашто таква е волјата Божја во Христос Исус спрема сите нас. Не гаснете го духот, тој треба да ве распламти, да ве осветли. Пророштвата не ги омаловажувајте,
се испитувајте, за доброто држете се. За Исус, клонете се од секакво зло, не за сатаната и смртта, да, за Исус во мојот живот, а сам Бог на мирот да ве освети наполно. Таткото ќе ве освети Исус и целиот ваш дух, и душата и телото, за да се запазат без порок до доаѓањето на Господ Исус Христос. Затоа треба да се препуштиш, да му предадеш се, да го оставиш знаењето. Верен е оној кој ве повикува, тој и ќе го направи тоа. Браќа, молете се и за нас. Поздравете ги сите браќа со свет целив. Ве заколнувам во Господ ова послание да им го прочитате на сите свети браќа, како што и сега се прави. Благодат на нашиот Господ Исус Христос нека биде со сите вас. Амин, од земјата до небесата. Љубовта Исусова да ве преплави, не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Бега од нас сатана во името Исусово и не враќај се повеќе. Ти предавам се што имам, татко, во името Исусово и Македонија ја враќам од твоја собственост и имотот и сотрудниците. Љубовта Исусова во секое срце, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, и ти клекни на колена и речи и во мене Исус, ој Исусе и само Исусе. Слава ти Господи Исусе Христе, те сакам, те љубам, се претопувам во твојата љубов. Мир вам до Божјо царство небесно. Амин, одлетам во небесата. Амин. Издржам се, со тебе можам да победам се. Поведи ме, Исусе. Добро утро, татко мој, ме измиваш во духот твој, ми го чистиш срцево, да се вселиш во него. Добро утро, Исусе, и денес врвам по тебе, за секогаш во срцево, во Царство Божјо небесно. Со тебе можам да направам се, со тебе